civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како ги оценувате изборите и работата на ДИК? Изборите? Па, како да ви кажам, мислам дека претходно беше направена добра подготовка. За работата на ДИК немам коментар, заради упадот што се случи, заради неадекватното однесување, односно пријавување, превентива за евентуални напади и така. Немам од тој поглед, како да кажам, проблем со довербата. Повеќе ми е дека не беа доволно подготвени за било каков напад како што се случи. Супер бе, дечки, шо да ти кажам. Одлично, бевме на гласање, ние сме си оптимисти цел живот. Природно надарени што се работи за младите да биде поарно, тоа е се. Супер, и ДИК се од севте сабајлето, јас овде живеам во зграда. Сабајле отидов прва да гласам. Мирно, цел ден беше мирно, сите и повозрастни, ние сме возрастни, сите излегловме на гласање. Убаво помина сето тоа и сега штета, кој ќе слушнам се јавуваат по телевизија, не ни сакам да слушнам, стварно сме не луѓе да ви кажам. Треба напред да го гледаме животот, не да се враќаме назад. Изборите, каква оцена? Никаква не би дала, затоа што веќе се избрука, сите партии се избрука. Работата на ДИК ја оценувам дека е солидна. Солидно, друго ништо не можам да кажам. Зошто мисли да се обрукаат партии? Па се обрука затоа што многу обеќава, редовно обеќава, затоа и нема така одзив од народот. Ќе обичат, еве конкретно за мене, обеќаваат, не знам, некој си економски подем, а цел свет е во рецесија ради короната, така да многу лаги испуштијата и затоа. И со овие коалиции се избрукавме, македонците се избрукавме. Ја мислам дека беа во случај многу коректни, па како ќе биде понатака не знам. Како ќе дадат оценка понатака? Ја мислам беа коректни во проценката на изборите. И документите беа све како што треба прегледани. Како ги оценувате изборите? Супер. Како ги оценувате изборите и работата на ДИК? Како да ви кажам? Тоа е еден многу сложен процес. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.